Неславен рекорд држи штипјанецот Драги Јованов, познат под прекорот Джина. Од своји 68 години живот, 31 поминал зад решетки. Идризово, како што вели во својата исповед, бил негов втор дом. А се започнало на негови 16 години. Во обид да избега од катадневниот ќотек што го добивал од татко му, завршил во дом за малолетници. За да ме поправат Божу таму да ме воспитат у Скопје, јас станав најголемиот багабонт у градот овдека во Штип. Ја не знаев ни што е кражба, не знаев ништо, е од бркање од џеп. Таму ме научија се. И кога дојдев тука после 3 години, станав најголемиот проблем, најголемиот лопов што се вика, краде се што ми падне до рака. А највише губуви, пошто сум страстен губувар и краде губуви. За губуви ме осудија днешка 5 години и 1 месец за 2 губува. Заварувач по професија, Драги никогаш не работел. Стекнатата лоша репутација на крадец и конфликт на личност е причината зошто тогашниот систем не му давал можност да се социјализира. Затоа и му пропаднала единствената прилика да се вработи. Да, сум добар варел, знаат цел град дека автолимари, коли варам све живо. И имаше у прогрес за да примат вариоци, јас ојде, имаше и други луѓе там, за да ги пробат кој како што знае да вара. Сите варат, на кој му електрода лепе, јас заварив колку што треба и тај мајстор што одговорниот ми фанарак да вика добар. Тие ги примаа, мене не ме примаат. Едино што работи 3 години на базенто и по тоа диските што стоев на вратите, по игралиште, по концерти, од тоа живее. И кога снемам пари, напијам се, отидам некоја кражба направам. Идризово, вториот дом, како што го нарекува Јованов, ни најмалку не бил гостопримливо место. Само Господ го спасил да го преживее секојдневниот затворски ќотек. Тамо немаше милост. Те до мала душата да трува. У самица каде стават, има една соба, самица таа на горни спрат на циментја. 2,5 години тамо ме има држано со 3 кебиња. Тие 3 кебиња да ги ставиш, да ги едно врз друго, ќе читаш павесник преко нив, излижани, банодени. Ќе те тепат и така те остават. Последен пат, Јованов низ затворската капија излегол во 2005 година. Неговата животна приказна не посакува никој да ја копира, особено не младите. Нека ме чуе младините и никад в живот да не пипне нешто. Нека учи и нека работи. Со тоа се ќе постигне. Со кражби само може да изгубе животот. Животната приказна на 68 годишниот Драги Јованов Джина го отвора проблемот за ресоциализација на затворениците. Овој проблем покажува дека тие тешко се наоѓаат во животната средина отколку ќе отслужат затворската казна, односно дека многу тешко оди самата ресоциализација. Податоците говорат дека 60% од повратниците повторно доаѓаат во судир со законот и завршуваат повторно зад решетки. Имаме повратници и по 20 до 30 случаеви каде се вршат кривични дела. Овие осудени лица, како повратници, издржуваат и подолгогодишни казни затвор. Лично сметам дека системот, односно државата, треба да изнајде начин со измена на законите, со реформи во тој дел, да изнајде посебен пристап во казно-поправните домови, затворите, за ресоциализација на овие осудени лица како повратници, како би се постигнала целта на казнувањето. Драги Јованов е пример за проблемот со ресоциализација на затворениците. Сега е бездомник, со 2300 денари социјална помош, а кров над глава нашол во оделот за бездомници во близина на Мирјаниниот манастир.